Поштовани гледачи, по кратката пауза еве сме повторно назад во студио. Едно подсетување за сите вие кои што подоцна се вклучевте на програмата на Канал Плюс телевизија и ја следите утринската програма Рано наутро. Во меѓувреме пристигна и мојата денешна гостинка, госпоја Светлана Јованова, директор на Центар за советување и помош на жени со седиште во Скопје, но и овде има центар во Штип. Најпрво добро ни дојдовте во Канал Плюс телевизија. Добро утро и добро ве најдов. Така, ете, како што кажа, вие сте директор на Центарот за советување и помош на жени во Скопје, а веќе и во Штип има центар кој што работи на едукативни предавања. Па најпрво повеќе да ги запознаеме, подетално да ги запознаеме нашите гледачи, која е визијата на вашиот центар и како работи? Најпрво, Лидија Срце што чука центарот, го отворивме овде во Штип, па потоа го отворивме центарот во Скопје, да. Сепак сакавме да се фокусираме на помала средина, да видиме како ќе функционира, па подоцна да се преселиме во главниот град. Лидија е центар кој што им помага на жените кои што се соочуваат со непланирана бременост, да добијат подетални информации за тоа кои опции ги имаат, што се случува во текот на бременоста, доколку размислуваат дали да ја задржат бременост или да ја прекинат. Ние сме овде да им понудиме бесплатно советување, затоа што сепак прекинот на абортусот, прекинот на бременоста не е една одлука која што треба да се донесе туку така, туку треба да биде добро информирана, добро размислена. За сите оние последици кои што ете. Токму така, да, во текот на советувањето разговараме и за самите ризици кои што ги носи абортусот и за здравјето на жената. Нормално се прекинува еден човечки живот, животот на бебето. Жените мора да знаат кои се ризиците и последиците од самиот абортус, затоа што многу е лесно да се донесе одлуката, но многу е тешко да се живеат со последиците после тоа. Ние сме овде да им помогнеме, да им понудиме бесплатно советување, доколку се одлучат да го задржат своето бебе, им нудиме и материјална помош како центар. Помошта се состои од облека, памперс, бебешка козметика, колички, креветчиња, доколку им е потребно. Така што тоа сепак олеснување за почеток. Токму така, затоа што многу од жените можете да наведат дека финансиската ситуација е еден од причинителите за прекинот на бременоста и дека не можат да си дозволат да купат креветче или колички. Доколку е веќе тоа проблемот, ние овде можеме да им помогнеме со тоа, што има родители, семејства кои што ни ги донираат на нас, а потоа ние ги донираме на семејствата во потреба, да. Затоа што може да ни стојат дома, да не ги користиме, а зошто на некој да му помогнеме. Ете така, да. А колку време овде во Штип функционирате? Точно 4 години овде во Штип постои центарот, во Скопје постои 1 година, а веќе речиси 3 години соработуваме и со клиничкиот центар овде во Штип, каде што наш советник е речиси секојдневно присутен за да им помогне на жените кои што се таму и размислуваат за бременоста што понатаму. Така, ете, рековте дека главната цел на вашиот центар е советување и едукација на идните родители, но што се друго правите за граѓаните? Кои се други активности се спроведуваат во овој центар? Покрај значи ова бесплатно советување и помошта која што им ја нудиме на семејствата и на самохраните родители, како центар организираме и разни настани, активности, предавања од едукативен карактер. Во центарот во Скопје конкретно еднаш месечно има предавање за родителство. Започнавме со основите на родителството, дисциплина кај децата, како да се воведе ред за јадење и спиење кај новороденче, родителството и стресот, затоа што за некои луѓе родителството е најголем стрес во нивниот живот и така натаму. Овде во Штип исто така организираме предавања, имаме групи на жени кои што се собираат, разговараат за своите проблеми, за своите предизвици како мајки со кои што се соочуваат и така натаму. Сакав да ве прашам колку се отворени всушност
родителите, односно идните мајки, да разговараат на вакви теми и да тражат едукативни совети од ваша страна? Па можеби од страна би изгледало како да не се отворени, но доколку се формира една мала група каде што е поинтимна атмосфера, се чувствуваат сигурно, а и сепак доколку се кај нас во центарот, нормално се што е кажано се кажува во доверба и нема да излезе понатаму, значи и од самата група и од нашиот советник, но сепак кога се наоѓаат во една за нив можеби безизлезна ситуација, тие се спремни да побараат помош. Можеби детето им е хиперактивно, потемпераментно дете, не знаат како да се справат со енергијата која што самото дете ја има, па бараат помош, на кој начин да воведат некои дисциплински мерки, на кој начин да стават некои правила во самото и родителството и во однесувањето на детето. Бабите и дедовците како фактор кој што можат да влијаат во самиот развој на детето, тука треба и многу да се внимава, затоа што знаеме дека тие можат малку повеќе да ги разгалат, а родителите мора да внимаваат што се ќе им дозволат и на бабите и дедовците, но и на самите деца. Како центар ние сакаме и тоа да им го понудиме на нашите сограѓани, затоа што знаеме дека многу е лесно да се кажува од страна, но кога сето тоа ќе се сподели од лично искуство, кога ќе се сподели од родители или наставници кои што го поминале сето тоа, се соочуваат со сето тоа. Со пример секогаш се најдобро да кажу. Да. А дали секојдневно може да барат од вас совети? Како работи центарот? Центарот овде во Штип е отворен секој ден од понеделник до четврток од 10 до 15 часот, со истото работно време и центарот во Скопје. Да, имаме Facebook страна Лидија Срце што чука, можат да слободно да отворат, да проверат веб страна lidia.com.mk. Таму може да ги најдат и нашите телефони. Овде конкретно во Штип е 070 231 797. Така, почитувани гледачи, запишувате во меѓувреме. Доколку ве интересира што го зборува денеска нашата гостинка, слободно обратете се и вие што не сте знаеле досега за центарот, ве кажа дека секој работен ден е отворен од 10 до 15 часот. Кои се темите на едукативните предавања кои што ги одржувате за родителите? Започнавме со како да се воведе ред во јадење и спиење кај новороденче. Особено за младите мајки кои што ова им, да речеме, им е прво дете, ова им изгледа како научна фантастика. Паника. Токму така. Особено во првите неколку недели кога и самото бебе се навикнува на една нова средина. Допред недела-две му било удобно во утробата на мајката, сега поголем свет, повеќе луѓе околу него, повеќе галама. Така, јас ќе споделам едно искуство и имавме разговарано со педијатар овде од Штип и ми беше чудно, нели, новороденчињата, посебно во првиот месец, постојано нешто плачат и баш ја прашав зошто, нели, бебињата плачат и тоа не мора да значи дека, нели, нешто ги боли или дека имаат некој проблем, туку само емотивната поврзаност со мајката, како што кажете и вие 9 месеци во нејзината утроба, па и ваш совет како да останат мирни и смирени родителите во тој период кога бебињата се многу мали. Најпрво не треба да паничат. Воопшто не треба да паничат. Самото бебе се навикнува на надворешната средина, а и она поврзаност и самиот хормон окситоцин кој што се лачи и кај мајката и кај бебето веднаш после пораѓајот. Затоа и кога ќе се породи, веднаш бебето и го стават на градите на мајката за да може веднаш да се поврзат еден со друг. За да се почувствува и таа мајчинска љубов, бебето да ја почувствува дека сепак таа се грижи за него. Ние можеби мислиме дека бебињата немаат емоции, но тоа не е така. Бебињата може да почувствуваат осаменост, може да почувствуваат запоставеност, ја чувствуваат љубовта која што им ја даваме. Кога едно бебе ќе ви се насмее, знае дека вие го сакате. Дека е згрижено, дека се чувствува сигурно и треба да внимаваме на тоа. Треба да внимаваме како се однесуваме со нашите деца уште од самиот пораѓај па понатаму токму така. Имавте исто предавање и за абортусот. Да. Како помина тоа предавање, односно
колку младите се едуцирани со последиците кои што може да настанат од абортусот? Па во денешниот свет каде што живееме во време на модерна технологија, на интернет, на достапни информации, сепак ова е една тема за која што можеби луѓето и се најмалку информирани. Не знаат, да речеме, што се случува во текот на бременоста, како изгледа бебето во таа фаза. Јас за жал заборавив да ги земам моделите на бебиња кои што ги имаме ние во нашиот центар. Но при самото советување, кога ние разговараме со нив, им ги покажуваме тие модели на бебиња, како изгледа бебето во 7-та, 8-та, 9-та, 10-та недела, 12-та недела. Многу пати самите лекари тврдат дека тоа е ткиво, личи на мало топче, дека не е ништо, но од самите модели може да се види дека бебето е веќе доволно формирано со екстремитети, рачиња, ножиња, сите внатрешни органи се формирани, особено и во текот на 10-та недела кога што е законската граница за абортусот. И многу од жените воопшто не се ни свесни дека нивното бебе изгледа токму така како што изгледа, затоа што никој не се ни обидел да им го каже тоа, или на интернет не успеале доволно информации да пронајдат на таа тема. И кога доаѓаат кај нас и можеби дури и се збунети од самата информација дека се бремени, не знаат непланирано бремени, не знаат што сега да прават, или ако имаат 1-2 деца дома, што е со третото дете, дали ќе го задржиме или не, или ако е самохрана мајка, што сега сепак кај нас во ова средина се уште со поинакви очи се гледа на девојките кои што ќе одлучат да останат самохрани мајки, иако тоа воопшто не би требало да биде така. Предрасуди и стереотипи не можеме да ги искорениме. Токму така. Тоа се мајки херои. Тоа се мајки херои. Не дека оние мајки кои што се во брак не се херои, но сепак да се избори со самата средина дека јас одлучувам за животот, за мојот живот, јас одлучувам да го задржам своето бебе, јас одлучувам да го одгледам тоа дете на најдобар начин на кој што знам и умеам. И воопшто не ми е грижа што ќе рече средината, јас сепак мојата љубов и моето внимание е насочено кон тоа дете. И средината треба да им се восхитува на тие девојки затоа што сепак и покрај сите предизвици тие успеале да се изборат со притисокот. Да се даде најголема поддршка. Токму за така, да донесе и живот на свет. Да. Имаме ние случаеви, например, извинете ве прекинав, имаме случаеви каде што девојките можеби на почетокот се исплашени од тоа како ќе реагира нивното семејство, но факт е дека семејството е тоа што треба да ги поддржи. Имаме случај каде што мајката цврсто застана за одлуката на својата ќерка да го задржи своето бебе и денес таа е горда баба. И се горде и со својата ќерка затоа што сепак успеала да на некој начин да се спротистави на сите притисоци и од средината, и од роднините, и од самото општество. Таков е менталитетот овде. А која е најмалата возраст на едни мајки кои што доаѓале на советување кај вас? И дали можеби сте досега влијаеле на некој да се откаже од абортус? Најмладата девојка, мислам, кај нас која што има дојдено е 15 години, таа дојде со својата мајка. За жал девојката одлучи да ја, во овој случај мајката на некој начин одлучи да ја прекине бременоста, затоа што сепак се работи за малолетно девојче кое што е мора да се подчини на своите родители и да се согласи со нивната одлука. Иако јас цврсто стојам за фактот дека одлуката е на самата мајка и во овој случај одлуката требаше да биде на самото девојче, да. Ето, јас и овде можам да споделам еден мој став во врска со тоа. Значи, абортус треба да има само доколку постои ризик од некоја медицинска причина. И овде проблемот што јас мислам дека родителите не се доволно отворени да разговарат со своите деца на овие теми и покрај тоа што девојчето на 15 години си дозволило да има и односи со нејзиниот партнер и да си дозволи да не се едуцира во вакво модерно и современо време да се заштити, затоа што постојат многу начини да се заштити од бременост, како што кажавте, да, мала е, но
сепак јас согласувам со тоа дека треба сама да се одлучува понатаму за нејзините идни постапки. Токму така. Сепак во Македонија постојат голем број на брачни двојки кои што чекаат дете за посвојување и ако таа веќе не може да му возможи сето она што би сакала да му го возможи на тоа дете, некој друг може. Некој друг може да го сака, да го чува, да се грижи за него. Да, секако е тешко, но доколку сакаш и бидеш упорен, и ете, навистина е голема предност што имаме ваков центар. И како што кажавте вие, има голем број на мајки кои што доаѓаат да се советуваат. Рековте, го наведовте овој пример на 15 годишно девојче, но дали има други девојки кои што вие сте им влијале и сега се мајки? Имаме голем број на семејства кои што одлучиле и самохрани мајки кои што одлучиле да ги задржат своите бебиња. Во центарот во Скопје имаме нацртано дрво на животот и тоа е едно прекрасно дрво кое што се разгранува на два ѕида и на секој од гранките има по едно име име кое што му припаѓа на бебе кое што било спасено од абортус и е родено, да. Имаме Ана, Марија, Дејан, Горан, Божидар. Божидар ни е нашето прво бебе кое што е спасено од абортус. Неговата мајка храбро се избори за животот на своето бебе. Затоа што сите ја притиска, беше отфрлена, сите ја притискаа да абортира, дури и самиот партнер, таткото на бебето беше тој еден што инсистираше на абортус, но сепак таа девојка за мене е навистина вистински херој, вистински борец, успеа да се соочи со сите и да застане цврсто на ставот дека таа ќе биде мајка и го роди своето бебе. Божидар наполни 3 години пред 2 недели. Ова не е неговото вистинско име, се разбира, така. Но сепак, тоа дете денес е прекрасно дете, убаво дете, живо дете. И таа мајка денес не може да си го замисли својот живот поинаку без Божидар во незиното секојдневие. Понатаму и незините родители застанаа позади нејзе и помогнаа во самата во текот на бременоста, па и понатаму ние нормално како центар застанавме. За сите оние кои што размислуваат на абортус, дека ќе направат навистина голема грешка во животот. Да. Верувајте ми, немаме ниту една мајка која што досега се одлучила да го роди своето бебе и да ни се јави и да рече јас зажалив што родив. Ама има многу жени кои што откако ќе абортираат ни се јавуваат и ни велат не требаше да направам таква грешка. Сепак вие бевте во право, сепак требаше да размислам подобро. Имаме случај каде што жена која што пред 2-3 години беше кај нас на советување и сепак одлучи да абортира. После неколку месеци ни се јави и ни каже дека повторно е бремена, дека овој пат нема да ја повтори истата грешка што ја направила пред неколку месеци порано. Затоа што сите оние ризици што нашиот советник ги навел дека самата жена може да ги почувствува после абортусот, сите тие и гнев, и вина, и осудување, и болка, значи сама и духовна, и емотивна и физичка болка самата мајка чувствува по абортусот, сите тие симптоми таа жена ги почувствувала. И сватила дека сепак абортусот навистина штетно и влијал и врз нејзиното емотивно и врз нејзиното физичко здравје. И сега кога повторно се најде во ситуација на непланирана бременост, таа жена одлучи да ја задржи својата бременост и сега има прекрасно девојче. Така. Ете, значи абортусот навистина може да биде белег за цел живот, покрај тоа оние млади девојчиња на 18 годишна возраст па и помали, доколку го направат тоа, навистина може да си направат еден белег. Тие не сваќаат дека сепак тоа е хируршка интервенција. Дури по едно вадење на зап сепак останува лузна, доколку да речеме се вади на хируршки начин. Останува лузна, останува трага. При самиот абортус можеби нема физички видлива лузна, но таа емотивна лузна, таа мајка ќе ја носи до крајот на својот живот. Многу е тешко сепак да понатаму да се соочи, имаме ние синдром на годишнина, например кога бебето требало да се роди.
па кога требало да тргне во училиште, па требало да наполни 18 години. Тоа се моменти кои што самата мајка ги чувствува. Депресијата е еден од најголемите симптоми после самиот абортус. Можеби жените воопшто не го поврзуваат абортусот со она меланхолија што ја чувствуваат, со депресивноста што ја чувствуваат, но сепак абортусот е еден од причинителите за таа депресија. Или понатаму, можеби во првите година, 2-3 нема да почувствуваат ништо, но подоцна кога ќе влезат во климакс, сите тие емоции кои што сега се и сите хормони се на едно повисоко ниво, и се одразуваат на целокупното здравје. Токму така, затоа што во моментот донале една избрзана одлука и сега цел живот фактички се каат за таа одлука. Имаме многу жени кои што не среќаваат на улица, во автобус или доаѓаат кај нас и ни велат: каде бевте вие пред 10, 20, 30 години за да ми кажете дека јас не требаше да ги направам ти 1, 2, 3 и повеќе абортуси. Затоа што сега сфаќам дека сум можела и многу повеќе да направам, дека сум можела да се изборам за животот на своето дете и можеби немало да имаме удобство како што имаме сега, ама барем ќе имавме среќа, ќе имавме детска смеја, внучиња понатаму. Тоа е одлука за која што се жали целиот живот. Така. Ете, за оваа тема навистина може многу да се зборува. Јас овде ќе ве замолам да дадете еден апел до сите оние мајки кои што размислуваат на оваа тема, па потоа ќе продолжиме со другите активности кои што вашиот центар ги спроведа. Сите девојки, сите жени кои што се соочуваат со непланирана бременост треба да знаат дека има и друга опција. Абортусот не е единственото решение што тие го имаат. Дури ако самиот лекар тврди дека абортусот е единственото решение, тоа не е точно. Затоа што таа е веќе мајка. Со самиот зачеток на бебето во нејзе, таа е веќе мајка. Не мора да се роди бебето за таа веќе да стане мајка. Значи, од самиот зачеток, таа самата се чувствува како мајка и таа треба да може да одлучи да го задржи своето бебе и да го чува, или пак да го задржи и да го даде на посвојување. Кај нас, за жал, посвојувањето не е една од опциите кои што се нуди на мајките, затоа што може би е многу полесно да се ослободи од тој проблем, отколку бебето да го даде на посвојување. Барем така народски кажано кај нас велат. Но сепак, пак ќе нагласам, абортусот не е единственото решение што го имаат. И ние како центар застануваме за нивната одлука да изберат живот за своето бебе, да изберат живот за самите нив. Затоа што при самиот абортус не се прекинува животот на бебето, туку се прекинува и животот на мајката. Траги од бебето остануваат во нејзе, дури она размена на клетки. Многу пати велат кога една жена е бремена, таа е убава, се подмладува, се разубава. Тоа е само затоа што бебето така влијае на нејзе. Самата бременост така влијае, хормоните од бебето влијаат врз здравјето на мајката. Така, мене навистина ми е многу пријатно да ве слушам. Се надевам дека преку вашиот разговор ќе ги поттикнеме сите оние мајки кои што се нашле во таква ситуација да размислуваат на сакан абортус. Да, јас и само, извинете, ова да го нагласам дека сите разговори кај нас се доверливи, сите податоци се зачувуваат, не сме обврзани да даваме податоци на никого, дури може да се јават, воопшто да не го кажат своето име или да дојдат воопшто да не го кажат своето име, ние ја почитуваме нивната приватност, така што не мора да се чувствуваат загрозени ако дојдат кај нас на разговор дека сето тоа понатаму ќе се пренесе. Значи центарот нуди сигурност, центарот нуди заштита на приватните податоци, но пред се нудиме љубов и прифаќање и независно на одлуката што тие ќе ја донесат, ние сепак сме овде за нив. И пред самата одлука, но и после самата одлука. Убаво кажано. Ете, на 12 овде во Штип ќе одржите едукативно предавање на тема одговорното родителство како предизвик на современото живење. Кој се може да биде на ова предавање? Предавањето е од отворен карактер, влезот е бесплатен, ќе биде во големата сала на општина Штип и го правиме во соработка со самата општина, затоа што како центар покрај она советување за непланирана бременост нудиме советување за родителство, а сваќаме дека со модернизацијата, со технологијата, самите родители понекогаш се избунети и не знаат како да постапат, што да прават,
кои граници да ги постават на своите деца, затоа и ви имате 2-годишни, 3-годишни деца кои што се експерти на мобилни Така е, телефони, да. знаат се да направат или на компјутери, а сепак ние сакаме на родителите да им понудиме малку повеќе да размислат дали е добро на 2-годишно, 3-годишно дете да му се дозволи да игра видеоигри, да гледа телевизија по 10 часа на ден и така натаму. Самите родители побара и од општината и од нас да им одржиме едно едукативно предавање каде што ќе луѓе кои што имаат искуство во оваа област ќе им дадат напатствија, ќе им дадат предлози како на подобар начин да го воспитуваат и да го одгледуваат своето дете. Постојат 3 фактори во развојот на детето: родителите, учителите, самото дете, иако јас пак ќе нагласам и бабите, дедовците овде играат огромна улога и сите овие фактори ние ги размотруваме на самото предавање, ги разгледуваме и им нудиме совети како да станат подобри родители од што се сега. Нормално можеби некои од нив нема да се согласат со некои од работите што ќе кажеме, но сепак ние сме овде за да им понудиме нешто дополнително. Можеби немаат време да седнат да прочитаат, ама сепак мислам дека може да одвојат 60 минути да дојдат на предавањето и да слушнат што нашиве две говорнички имаат да им кажат на таа тема. Јас верувам дека нема да им биде забавно доаѓањето на ово предавање. Искрено и јас верувам дека ќе биде така, отворено е за сите родители, можат слободно да дојдат. Ако не можат на предавањето, можат понатаму да дојдат во нашиот центар и да разговараме. Кои се, односно, дали стојат стручни лица зад овие едукативни предавања кои што ги спроведуваат? Токму така, покрај вие? Да. Во нашиот тим, покрај тоа што имаме медицински лица, психолози, имаме и волонтери кои што се клинички психолози, семејни советници, терапевти, лекари, гинеколози, така што имаме еден поголем тим на луѓе кои што стојат зад центарот Лидија и кои што се овде во секој момент да понудат и поддршка и советување. Ете исто така, вашиот центар има и хуманитарен карактер. Токму така. На кои начините оние кои што сакат да пружат помош може да помогне на оној на кој што му е потребно? Па доколку семејствата имаат количка, креветче, транспортерче, некои такви работи кои што не им се потребни, а сепак би сакале да ги донираат, да помогнат на некого, може слободно да не контактираат. Имаме ние семејства на кои што ми се потребни овие работи, а не може да си дозволат да ги купат, така што ние можеме да им помогнеме во тој дел. Може слободно да не контактираат, ние ќе дојдеме ќе ги превземеме или пак може да дојдат и да ги донесат во самиот центар. Исто така, доколку сакаат да донираат памперс, бебешка козметика, може слободно да го направат тоа и детска облека, затоа што сакаме кога помагаме на едно семејство, сакаме да помогнеме не само за бебето, туку на целото семејство. Доста често ние правиме акции каде што собираме храна, па потоа ја доставуваме до социјално загрозените семејства кои што ги помагаме. Собираме облека за сите деца, не само за новороденчето, затоа што и другите деца имаат потреба и од обувки, и од облека. Направивме акција за собирање на школски прибор кој што понатаму го дониравме, така што секој еден што е спремен да донира може слободно да не контактира. А ете, дали веќе има голем број на граѓани кои што ви се јавуваат и бараат помош од вас во овој дел, во хуманитарност? Да, имаме семејства кои што се јавуваат. Минатата година помогнавме над 25 семејства кои што се од социјално загрозен ризик и кои што имаат потреба од помош, сепак се јавуваат и ние од она што го имаме можеме во моментот да им помогнеме. Понекогаш се случува воопшто да немаме памперс, но сепак ги имаме на список и секогаш кога ќе добиеме, секогаш ги контактираме или доаѓаат да го преземат или пак ние одиме да ги посетиме и да им го однесеме. Понекогаш самите родители се срамат да побараат, но сепак јас би ги охрабрила, значи не треба да се срамат да побараат помош. Центарот стои овде и овде е за да им помогне, да ги охрабри и не само материјално да ги поддржи, туку се обидуваме и духовно и емотивно да ги охрабриме, токму така.
Кои се другите идни проекти на центарот? Следната сабота имаме хуманитарна акција во Скопје која што ќе се одржи. Имаме распродажба каде што луѓето донираат предмети кои што може да бидат продадени. Сите средства собрани од таа распродажба одат за самиот центар и за поддршка на семејствата кои што ги имаме. Во текот на летниот период ќе имаме едукативни предавања и во Штип и во Скопје. Од есен имаме уште една серија на предавања за самото родителство кој што ќе се одржи во нашите два центри. Планираме да се шириме, сепак Штип и Скопје не се доволни за да ја покријат цела Македонија. Сакаме да отвориме уште повеќе центри, да соработуваме со повеќе болници, затоа што многу од жените можеби не знаат за центарот, не знаат каде да се обратат, но при самиот контакт во болницата со гинекологот и тоа задолжително советување кој што е и законски загарантирано пред да се изврши хируршка интервенција абортус, самата жена мора да отиде на советување. Тие советувања ги нудиме ние, нормално тие се бесплатни и се одвојуваат во една атмосфера која што е интимна, дискретна и сепак нашиот советник е овде и пред се да им пружи љубов и прифаќање на тие жени. Така што постојано имаме активности, постојано работиме. Не седите со скрстени раце. Да. Иако ние би сакале, може би да има некој период каде што ќе е помирно, но сепак ни станува досадно. Така што сакаме постојано да имаме активности и сакаме да разговараме со луѓето, сакаме да им кажеме. И се повеќе да ги вклучувате. Јас многу ви благодарам, ние многу се разборивме, навистина ми беше пријатно и може уште многу да се зборува. Ви благодарам и на вас. Во некоја наредна прилика, овде можеме да повториме уште еднаш дека на 12 мај во големата сала во општина Штип ќе го одржите едукативното предавање Одговорното родителство како предизвик на современото живење. Така, почитувани гледачи, ова предавање е од отворен карактер, па сите заинтересирани можете да отидете во големата сала во општина Штип и да научите нешто повеќе околу родителството. Јас ви благодарам уште еднаш, ви посакувам многу успех, како што кажавте, вашата визија е да се отворат се повеќе центри во други градови во Македонија и се надевам дека ќе успеете во тоа. Ви благодарам и на вас.